По блокот на реклами се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и одиме со првиот разговор за ова утро. Како што ви кажав, наша и ваша утринска гостинка е асистент доктор Весна Мицевска, педијатар пулмолог од клиниката за детски болести од Скопје. Доктор Весна, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Јас ви благодарам што ја прифативте нашата покана и покрај тоа што сте секогаш во вашата клиника, секогаш неуморна и секогаш тука за вашите пациенти. Одвоивте еве малку 15 на минути до 20 минути да ни бидете гостинка и да зборуваме за вашата книга. Ова е книга Витаминот Д и респираторното здравје. Меѓутоа сепак ќе кажеме бидејќи вие не ја пишувавте сама, заедно со професор доктор Тања Јаќовска. Своето стручно знаење го преточивте во овие пишани зборови овде. Книгата носи наслов Витаминот Д и респираторното здравје. Пред да зборуваме за книгата, јас ќе ги повикам нашите гледачи, еден од вас кој што ќе ни се јави овде во студиото, кој што ќе ни се вклучи во студиото, ќе биде добитник на оваа навистина интересна и корисна книга, бидејќи верувајте, витаминот Д е еден од неопходните витамини за човечкиот организам. Да почнеме веднаш со книгата Витаминот Д и респираторното здравје. Која е темата на оваа книга и колку е важен витаминот Д за респираторното здравје? Оваа книга произлезе како идеја после подолготрајно размислување и планирање. Целта беше да за една прилично актуелна и во последно време повеќе и зборувана тема, интересна, тоа е витаминот Д и неговото значење во здравјето, за имунолошкиот систем воопшто, бидејќи постојано има нови сознанија за неговата се поголема и поголема улога во различни процеси и системи во човечкиот организам. Таа опфаќа витаминот Д ги опфаќа во оваа книга. Витаминот Д е опишан во врска со неколку болести во детството. Се осврнавме на значењето на витаминот Д во третманот на пациенти со цистична фиброза и туберкулоза. Тоа беа областите кои што ги обработи професор Јаќовска, додека јас обработив врската и значењето на витаминот Д и алергиски болести, односно поточно астмата и алергискиот ринитис. Така. Од режија докторка веќе ни јавува дека го имаме и првиот единствениот гледач кој што ќе го вклучиме, бидејќи само на еден гледач ќе ја подариме оваа навистина вредна книга. Добро утро. Добро утро. Баба Роска, добро ви утро. Да. Еве, вие сте добитник на... Прв пат да добијам од прв пат. Браво, браво. Браво. Вие сте ни нашиот добитник на витаминот Д и респираторното здравје. Оставете го вашиот телефон во режија. Јас веднаш кога ќе се ослободам овдека ќе ве побарам и ќе се договориме како да ви ја доставиме оваа книга. Го оставив бројот на телефонот и адреса све. Одлично. Ви благодарам многу што не следите. Благодарам, Баба Роска, што не следите, а ние си продолжуваме понатаму со нашата гостинка. Вие останете на оваа фреквенција и следете го разговорот, бидејќи навистина, поготово за вашата возраст, вие сте повозрастна наша гледачка, е многу важен, докторка, нели, за повозрастните, за сите, меѓутоа посебно за повозрастните, витаминот Д. Да продолжиме понатаму за важноста на витаминот Д за нашиот организам. Не само за респираторното здравје, туку за целиот. Општо познато е на сите дека витаминот Д се поврзува со негово потреба од редовно земање и субституција кај деца до 1 година. Веќе сите знаеме дека бебињата примаат витамин Д за да не добијат рахитис. Покрај ова, значи општо познато дека е многу битен во метаболизмот на калциумот и созревањето и создавањето на коскеното ткиво, посебно во оваа прва година од животот, кога и најинтензивен коскиниот раст. Витаминот Д има огромно значење и за други функции, други процеси во човечкиот организам.
Во последно време, благодарение на развојот на науката, откриени се рецептори на витаминот Д на различни клетки и органи во човечкиот организам, што значи дека тој има свое место и влие врз работата на голем број системи и процеси во човечкиот организам, меѓу кои што би го издвоила имунолошкиот систем. Така. Сложен систем за чие што на кој што развој и механизми на делување влијае витаминот Д. Тој учествува во голем број на метаболички процеси, е витамин, меѓутоа по својата активност е хормон, така да огромен број процеси се под влијание на неговото дејство, на неговата активност и секако кога ќе има дефицит од овој витамин се појавуваат и промени и некои пречки, да речам, во развој на и во нормалното функционирање на елементи од човечкото. Токму тука самата докторка го споменавте дефицитот на витамин С, на витаминот Д. Веднаш ќе се надоврзам на ова. Кои се симптомите? Како да дознаеме дека имаме дефицит на витамин Д и кога се препорачува да се провери тоа преку крвта, така преку крвните ведности? Повторно ќе се надоврзам на тоа дека витаминот Д се по протокол се препорачува да се дава кај деца до 1 година како редовно профилактичка секогаш доза. Без разлика дали е лето, така? 1 година до крајот на првата година да се дава витаминот Д, бидејќи е познато дека во овој период на интензивен раст на организмот, посебно на коскениот систем, е потребно за нормално создавање на коските и за спречување на развој на некои од знаците на рахит, кои што можат да доведат понатаму до деформитети во развојот. Како може да почувствуваме дека имаме недостаток на витамин Д? Значи, дефицитот на витамин Д во организмот може да се регистрира преку одредување на неговото ниво во крвта. Меѓутоа, за да се појават симптоми кај повозрастните, значи кај возрастните, не само кај бебињата, потребно е да има значително и долготрајно намалено присуство на витаминот Д во крвта. Па така некои од симптомите кои што најчесто се јавуваат се замор, апатија, болки во коските, болки во мускулите, склоност кон инфекции почести, подолготрајно и потешко зараснување на рани и слично. Тоа би биле некои од симптомите. Кои се нормалните вредности во крвта на витаминот Д? И кога веќе станува она алармантна ситуацијата? Нормалното серумско ниво на витаминот Д треба да биде над 30 нанограми на милилитар до 50 нанограми на милилитар. Концентрации од 20 до 30 нанограми се сметаат за инсуфициентни вредности, кои што не се алармантни, не треба да се третираат, меѓутоа треба да се следат, бидејќи кога би паднале по 20 нанограми на милилитар, би требало да се врши субституција, суплементација со витаминот Д. Сега едно прашање повторно се наметнува во крајот на вашиот одговор. Ние често пати знаеме да си земаме суплементи и витамини на своја рака. Витаминот Д по препорака на докторите обично се зема во есенскиот и во зимскиот период, некаде од октомври до април, кога сонцето веќе го имаме, ние го имаме сонцето во оваа наша земја, имаме многу сончеви денови. Меѓутоа луѓето си земаат на своја рака единици од витамин Д, од 1000, од 2000. Ајде малку совети до нашите гледачи, дали е тоа во ред или сепак треба да биде со консултација на стручно лице? Значи, постојат разлики во количината, дозата дневна на витамин Д која треба да се прими дополнително од она што ние ја примаме и преку храната. Кај здрави особи кои што немаат никаква хронична болест, кои што немаат потреба од зголемен внес на витаминот Д,
би требало да земаат помали вредности на помали дози. Само есенскиот и зимскиот период. Да, во период. есенскиот и зимскиот период и тоа во дози од 400 интернационални единици во детската возраст, значи дневно. Тоа би било во капки? Во капки, отприлика колку тебе за мајките кои се 4 до 5? Во зависност од препаратот, значи во зависност од концентрацијата на витаминот Д во една капка, во единица мерка, значи тоа би за различни, значи комерцијални препарати имаат различна концентрација, па дозата би се према тоа и производителот како има препораки адаптирала. Додека кај препорачлива за земање посебно е кај постарите лица. Така. Дозите на витамин Д кои што се даваат се од 400 до 800 единици кај здрава популација. Значи во зависност од возраста и периодот, таа се зима во овие вредности, во овие дневни дози. Кај пациенти, значи кај луѓе кои што имаат хронични болести, е поголема оваа дневна доза препорачана и се движи од 1000 до 4000 единици кај некои состојби како што е на пример и еве она што е обработено како дел во книгата кај пациенти со цистична фиброза, според некои препораки дури и до 6000 единици, но сепак значи она што е препорака е од 1000 до 4000 единици кај луѓе кои што имаат хронична болест. Хронична болест, така е. Докторке, постои ли можност да имаме повеќе витамин Д во организмот? Не дефицит, туку може да има суфицит. Суфицит, така. Може да има, иако е тоа исклучително ретко. Дали е тоа во ред или е опасно? Значи, опасно е доколку се создаде значи подолготрајно земање на многу високи дози на витамин Д можат да предизвикаат симптоми на хипервитаминоза. Така. Да појасниме дека субституцијата на витаминот Д преку храната не може да ни предизвика зголемена концентрација, значи не можеме ние да се претовариме од витамин Д преку сонцето или преку храната. Значи само преку внесување дополнително на суплементи. На своја рака, како што огромни дози подолготрајно време може да дадат симптоми на хипервитаминоза. Значи таа е исклучително ретка, но може да се случи или пак да се добие акутно труење од витамин Д и за тоа се потребни значи исклучително големи дози на витамин Д, негде околу 600.000 единици, акутно да се внесат за да може да се појават значи знаците на хипервитаминоза. Тие се обично раздразливост, губиток на апетит, повраќање, зголемено мокрење, дехидратација, понатаму може да се појави покачен крвен притисок и заради зголеменото таложење на калциум во коските, кој што пак е потпомогнат од зголеменото количество на витамин Д во крвта, бидејќи е витаминот Д врзан со метаболизмот на калциум, може да има изголемено количество на таложење на калциумот во коските. И тоа би си имало своји дополнителни последици. Витаминот Д и респираторното здравје. Јас би сакала за сите оние заинтересирани да ги информираме нашите гледачи, бидејќи е навистина корисно четиво. Каде може да ја најдат оваа книга? Каде дали е во продажба? Во продажба и за кого е наменета? Да, во продажба е во книжарата Матица. Тоа е стручно четиво. Така. По принцип е првенствено наменето за медицински лица, значи здравствени работници, студенти, лекари на специализација и други медицински лица, но може да и за широката популација, за широкиот читателски аудиториум да биде исто така четиво кое што би им било интересно и би им помогнало за да го научат значењето на овој витамин. Доктор Весна, уште едно сосема на крај кратко прашање, бидејќи нашето време е веќе тука. Летниот период и витаминот Д. Дали да се конзумира, како природно да си го внесуваме, храна, сонце, кажавме? Така. Значи, најдобар извор на витаминот Д се сонцето, значи
сончевите зраци и она количина на витамин D која внесуваме преку храната. Секојдневното краткотрајно изложување на сонце може да обезбеди доволни количини на витамин D и нема да има потреба да се тој субституира на поинаков начин. Но сето тоа важи за здрави особи. Рековме дека оние кои што имаат некоја хронична болест би требало по препорака на лекар да субституираат витамин D. Но кога зборуваме за општото здравје, значи во периодот кога има сонце, а кај нас има доста во летниот период, значи мај, јуни, јули, август, оние значи најтопли месеци, не се препорачува субституција на сите, нели, здрави лица на витамин D, витаминот D. Од октомври, така? Значи, од октомври, септември, октомври може да се прима. Тоа важи и за децата над година дена, за постарите лица над 70 години и така. Така. Доктор Весна, ви благодарам многу за вашето гостување. Ви постакувам многу успех во вашата работа.